Она за што веќе и подсетив и кажав на почетокот за што е она за што ќе можете да говорите и за ковидот. Што е вистина? Што е лага? Знаеме нешто, не знаеме од сето она што ни се случуваше во текот на изминатива 2 веќе години. На вистина сме конфузни понекогаш. Што е вистината, а што е лагата за COVID-19? Во продолжение ќе имате можност да слушнете разговор. Нашата колешка Ивана Крстевска-Јанеска разговараше со доктор Патриција Каламарас, специјалист инфектолог. На оваа тема ќе слушнеме што има таа да ни каже, а потоа се разбира време ќе биде за вас и за вашите телефонски јавувања. Бидете со добро утро, секое утро. Веќе 16 месеци живееме во време на пандемија предизвикана од коронавирусот. Во овој период се изнаслушавме голем број на митови поврзани со овој вирус. За сите вистини и лаги поврзани со вирусот и со вакцината, ова утро ќе разговараме со доктор Патриција Каламарес, специјалист по инфектологија. Докторке, најпрво ќе ве прашаме за вашето лично искуство. Кои се најтешките компликации кои се предизвикуваат кај пациентите кои што имаат COVID-19? Пред се добро утро. Самиот COVID веќе слушаме подолго време, година и пол скоро. Сме ангажирани околу COVID-от. COVID-от представува едно мултиорганско засегање. Практички тоа би значило дека ги засега сите органи, меѓутоа има изразит тропизам или афинитет кон белодробните плукини крила, со тоа што предизвикува тешки инфекции, кои што на една од најтешките инфекции е арцот, или акутен респираторен дистресен синдром, кој што за жал во голем број на пациенти завршува фатално. Дали компликациите, потешкотиите се исход само кај повозрасните пациенти, кај повозрасната популација која што нели заболува од COVID? Па не. Воглавном порано се размислуваше дека исклучиво постарата популација е таа која што е највулнерабилна. Меѓутоа, основен фактор, прво би рекла дека е генетиката кај секој пациент, затоа што сме имале случаи кај пациенти кои што биле во длабока возрастна граница и сме со успех ги излечиле нив, меѓутоа и млади пациенти кои што завршиле летално лошо. Воглавном, зашто се вика кај постарата возрастна популација, затоа што кај нив има повеќе коморбидитети, најчесто. Значи, тоа се коморбидитети кои што се пропратни заболувања кај пациентите, така да најчесто тие пациенти имаат веќе оштетен кардиоваскуларен систем, имаат мултипни, значи, заболувања други, автоимуни заболувања. Така да во глобала јас би кажала дека исходот на оваа болест е како резултат на генетиката и како резултат на коморбидитетите. Коморбидитети има многу, така да зависи пациентот, значи може да има хронична бубрежна инсуфициенција, потоа заболувања хронични на белодробието, како што се астма, обструктивна пулмонална болест, цистични фибрози исто така. Во врска со црниот дроб, цирози, фибрози може да има. Потоа пациенти кои што се со канцер исто така, особено затоа што тие примаат имуносупресивна терапија, која исто така овозможува по-јако да вирусот нападне. Понатаму хематолошки заболувања кај трансплантирани пациенти, било тоа да е на органи или коски на срцевина и така натаму. Значи, е комплексна болест која што многу зависи од основната состојба на самиот пациент. Докторке, дали невролошките проблеми се најчести пост-ковид компликации со кои што се соочуваат пациентите? Не се најчести. Значи има и постковидни компликации. Јас би нотирала овде затоа што е тоа, мислам, би требало да го знаат и самите пациенти постковидни. Многу често се случува да после прележување на оваа болест имаат заборавност, конфузност, намалена концентрација, истото важи и за кај децата во училиштето,
така да тоа со тек на време се искристализирува, се враќаат во една нормална состојба. Меѓутоа, како постковидни, многу често, затоа јас инсистирам на тие прегледи кои што се постковидни кај пациентите, да обавезно направат и ехокардиографија. Многу често, значи, може да се случи да има оштетување на срцето. Други болести кои што може и невролошки, конкретно полирадикулонеурити, кои што се многу поретки. Пациентите се жалат исто така и на силни главоболки. Други пациенти имаат проблеми со дишењето, им треба време, значи, да се вратат во нормала, во глобала. До 65% од пациентите, значи, во тек на 4 недели повторно се враќаат во една нормална кондициона состојба. Дали е точно дека COVID-19 предизвикува и тромбоза, кај кои пациенти се јавува и кога се јавува? Па јас вака би го објаснила, пошто ќе се потрудам за популацијата да ме свати, па би сакала да не биде тоа на некое високо научно ниво. Дури е опишано од еден познат лекар од Канада дека тој е феномен како на одрано колено при паѓање. Што значи тоа? Значи, при било која повреда на организмот, автоматски организмот дава импулс дека треба да се санира таа повреда. Тоа истото се случува и при COVID инфекцијата, меѓутоа, за жал, такви лезии се прават во самите крвни садови. Кога ќе настанат такви оштетувања, како резултат на вирусот, на крвните садови, автоматски организмот добива задача и наредба, санирај ги тие повреди. Меѓутоа, санирањето на тие повреди значи и формирање на тромби, за да може да се затвори таа повреда. За жал, заради тоа што е ова, значи, на ниво на целиот васкуларен систем, така настануваат тие тромби, кои што можат многу често да бидат со фатални последици. Се појавуваат и нови соеви од COVID-19. Дали се позаразни? Па зависно. Секој вирус, не сите, меѓутоа секој вирус има тенденција да обстане што подолго во средината животна. Еве го чист пример го имаме вирусот на грип. Зошто ние би се вакцинирале секоја година со вакцина за грип, ако веќе еднаш сме го прележале? Меѓутоа, што се случува? Тоа истото ќе се случува, еве, за жал, и со ковидот. Се случува да мутира. Значи, организмот, кога ќе стапи во контакт со било кој вирус, го запамтува токму така како што е тој креиран. Ако се смени само во едно минимално делче, во една точка, веќе кога ќе дојде таков сменет вирус, организмот веќе не го препознава и повторно го интерпретира како нешто ново, како нов вирус. За жал, така е со мутациите, значи и кај ковидот, кај короната вирус, кој што мутира. Нема правило, значи има, еве да спомнам индискиот сој, како поинфективен, по-лесен начин на заразување, можно, значи, за заразеност, за инфицираност, да, меѓутоа во глобала не е опишано дека се потешки со потешки последици. Така да вирусот ќе мутира и мутира, затоа и би кажала дека зошто ние сите инсистираме да има вакцинација што побрзо и што масовно. Еве, јас сум се вакцинирала и дел од мојата фамилија нормално како што оди редоследот за вакцинација по возраст. Меѓутоа, тоа е за да може да бидеме вакцинирани, за да не дозволиме вирусот, шетајќи се, поминувајќи од еден на друг човек, да има можност и шанса да мутира. Колку подолго остануваме невакцинирани, толку подолго даваме на вирусот шанса со пасажите да мутира и да го доживува организмот повторно како нова и нова инфекција. Можно ли е пациенти два пати да се заразат од COVID-19 и во колкав временски период би можело да се случи тоа? Можно е. Значи, како што кажав примери со вирусот на грип, исто, можно е. Значи, тоа е веќе некој сосема нов, во наводници вирус. За кој временски период, какви ќе бидат клиничките слики, дали ќе биде потешка клиничка форма, дали ќе биде полесна, се уште тоа е во студии, затоа што нема толку многу случаи
Меѓутоа, се уште тие студии се обработуваат за да добиеме еден конкретен заклучок, затоа што сите знаеме дека сепак ова е нова болест за нас, така да ќе треба време да се сумираат. Доколку сме прележале на COVID во скоро време, после каков одреден временски период би можеле да се вакцинираме? Има повеќе размислувања. Некои во студиите кажуваат дека веќе после 1 месец може, значи да се вакцинира пациентот. Други студии кои што сметам дека и јас ги одобрувам, дека периодот на заштитеност кај пациентот е минимум, порано се мислеше 2 до 3 месеци, сега веќе е најмалку 6 до 8 месеци. Така да нема да биде грешка и после 1 месец, меѓутоа во глобала кога ќе прележи пациентот COVID, значи би требало да биде заштитен околу 6 месеци. Треба ли да се вакцинираме доколку имаме голем број на антитела? Да. Антителата штитат сами по себе, меѓутоа, ако не се вакцинираме и покрај прележување на ковидот, значи тие антитела имаат тенденција кон опаѓање постепено. Сепак ќе нагласам, на медиумите постојано тоа се повторува, дека одбранбениот наш систем не се состои само од хуморален имунитет или во превод антитела, туку постои клеточен, целуларен имунитет, кој што се потребни изразито специфични тестови и испитувања и тоа не е достапно за општата популација. Меѓутоа, тие се практички тие мемори клетки кои што паметат и кои што еднаш кога ќе стапат во контакт со вирусот, тие веќе знаат дека може да створат заштитни антитела и повторно кога ќе нападне вирусот да настапат и да се одбранат, да го одбранат организмот. Докторке, навистина ви благодарам за сите овие исцрпни информации и одговори кои што им ги дававте на гледачите на Добро утро. Секое утро. На вас. Беше тоа доктор Патриција Каламарис, специјалист по инфектологија. Се надевам дека ги разрешивме некои од оние небулози кои што ги имавте поврзани со коронавирусот, како и со вакцинацијата.